Можам слободно да кажам, онаа активност која што водевме е да ги насочиме земјоделците да се групираат во земјоделски задруги, бидејќи на тој начин ќе може да бидат по тип на производство конкурентни и како правен субјект да бидат учесници во делот на договарање на пласирање на нивниот земјоделски производ. За таа цел во нашата држава постојат две асоцијации кои што ги групираат земјоделските задруги по тип на производство, дали се оштари, градинари и така натака, за кој што јас имав состанок заедно со од другата страна ланецот на маркети кои што постојат во нашата држава. Една од асоциациите, веќе дел од земјоделските задруги во делот на овоштарството имаат почната соработка да директно како земјоделска задруга кој што произведува одреден тип на земјоделски производ, го продаваат во ланецот маркети, односно имаат договор со самиот маркет за да го избегнат моментот на трговци кои што се јавуваат помеѓу овие две категории. Ова е добар старт и секогаш може уште повеќе се направи да се прошири во останатите сегменти. Објаснивме дека земјоделските задруги се правни субјекти кои што може да преземат и права и обврски, што значи дека секој склучен договор со било кој маркет, ланец маркет и така натака, ќе имаат обврска да испорачаат и количина и квалитет и така натака. На тој начин само кога ќе ги споиме овие две категории, зборувам стриктно за земјоделските производи, ќе имаме избегнување дополнителна маржа која што го ја подкрива цената на земјоделските производи двојно па и тројно во некои случаеви. Навистина, еве ако земете преспанското јаболко да се продава во преспа, во ресен, во моментов од некои 30 денари, навистина е недозволиво на пазарите или во маркетите да биде тројно поскапо. Затоа велам, ги спојуваме нашите производители директно со тие кои што го продаваат за да се избегне оваа меѓу категорија. И тоа е еден од